Најнапред сакам да ви се заблагодарам за присутноста вечерва овде. Навистина сум почестен што еве можам во својство на кандидат за градоначалник да се обратам пред вас. Веќе полека, но сигурно се повеќе и повеќе се троши времето за предизборната кампања. Во изминативе неколку недели ги посетивме сите населени места од општината. Секаде бевме пречекани и испратени најдобро што можевме да очекуваме. Но Смоларе секакош го прави човек да се чувствува посебно. Ајде да возможиме секој граѓанин на Република Македонија да може да осети дел од таа привилегија и барем еднаш во животот да дојде овде. Смоларе е место каде е потребен видлив напредок во пократок временски период и место кое е бренд на нашата општина и затоа заслужува посебен третман. Но да не помислиме дека посебниот третман треба да на начин како што беше до сега. Смоларе е заборавено и оставено на милост и немилост на времето. Сакам искрено да ве прашам, добили Смоларе нешто од оваа општина? Се изградили нешто? Знаејќи го бројот на фондовите од кои може да се добијат средства за да се гради и уредува ваква туристичка дестинација. Мислам дека е жално оваа место да замре поради нечија неодговорност и недостиг на амбиција. Верувам, а помногу сум и сигурен, дека мора да постои проект за кој имало основа и средства за финансирање, но некој треба тоа да го сработи и нели резултатот да го испорача пред граѓаните. А таков некој и самите гледате дека нема во нашата општинска администрација. Почитувани граѓани на Смоларе, ние не сме дојдени вечерва поддршката да ја бараме, бидејќи мора тоа да го направаме. А најмалку планираме тоа да го правиме со лажење и манипулирање. Вечерва сме дојдени да ви кажеме зошто мислиме, зошто конечно Ново село треба да добие луѓе кои се способни да ја водат општината и зошто овие актуелните мора да си заминат. Дојдовме да ви кажеме зошто мислиме дека на општина Ново село, на Смоларе, му е потребна промена. Ние денеска дојдовме со нашата програма во која можете да ги видите целите и проектите кои се поставени како темел за промена на оваа општина. А ќе се менува суштински и инфраструктурно. Што е најважно, почитувани, ние нашата програма никогаш не ја копираме. Ние работиме напори, месеци наназад со граѓаните, за да ги осознаеме нивните проблеми и барања, а потоа да најдеме решенија за истите и да ја составиме. Во нашата програма не се наоѓаат дела за кои знаеме дека никогаш нема да ги оствариме. Во нашата програма нема место за лаги и манипулации. Сте сретнали, почитувани, или имате слушнато или видено некој од кандидатите на ВМРО ДПМН да има копирана или ставено тековен проект од политичките противници во својата изборна програма? Нема. Бидејќи за нас тоа е срамно и ни укажува на неспособност. За да добиеш доверба, за да добиеш поддршка, треба некогаш да почнеш да работиш за да ја заслужиш. Додека бев млад, секогаш ме учијат до она што го сакам, да доаѓам по краткиот, но секогаш честниот пат. За да можете да го најдете најкраткиот, треба околу себе да имате луѓе кои ја знаат својата работа. Треба да знаете како да се пристапи кон предизвикот и пред се вие доволно добро да ја познавате својата работа. Откако ќе го пронајдете најкраткиот, почитувани, за честен пат, не е потребно многу голема филозофија за да се изуди, овој е потребна напорна работа и пот. Пот, драги мои смоларци, пот и залог на дел од себе како цена за она што сакаме да го постигнеме. Мислам дека вие тоа многу добро го знаете. А доколку некој сака во меѓувреме да го достигне нашиот прогрес, користејќи лаги и манипулации, слободно нека се обиде и така. Нам тоа ни одговара.
но оној кој не се труди и не работи доволно за да го постигне онаа што се ветил на себе си или на некој друг, не ја вреднува и признава работата и на оние околу него. За Смоларе, почитувани, во нашата програма имаме поголем број на проекти, но секако оние најкропните ќе се однесуваат на експлоатирањето на природните убавини кои ги нуди оваа место и неговата туристичка промоција во нашата земја и соседните држави. Сведоци сме дека добрата реклама секогаш помага, имајќи ја предвид големата улога која има туризмот во локалниот економски развој. Нашата општина ќе работи на збогатување на туристичката понуда и промоција на туристичките дестинации во општината. Со тоа ќе ги задоволиме очекувањата и вкусовите на туристите, а нашата општина ќе ја направиме погодна и препознатлива дестинација на туристичката мапа на Македонија. Ќе изготвиме туристички водич кој ќе циркулира насекаде во Македонија. На граничните премини, аеродромите, автобуските станици, огласни табли во населените места, со цел да биде лесно воочиво и секој да добие информација дека овој рај на земјата постои. Општината ќе изнајде домашни или странски инвеститори кои ќе изградат сместувачки капацитети, бидејќи за тоа имаме голема потреба. Туристичките локации се доста посетени од гости од Европа, како Холандија, Швајцарија, Германија, Бугарија, Хрватска и Израел, но поради немање на сместувачки капацитети во општина Ново Село, веднаш после посетата туристите си заминуваат. За изградба новија сместувачки капацитети ќе бидат користени природни материјали, камен, дрво, а објектите кои ќе бидат изградени ќе бидат со капацитет од минимум 70 легла. Ќе се направи комплетно ново парково уредување во центарот на Смоларе и Смоларскиот водопад. Ќе се пробијат и изградат шумски патеки кои ќе ја зголеми авантурата на посетителите на ова населено место. Ќе се изготви проектот за изградба на фекалната канализација во Смоларе. Ќе се среди патниот правец Смоларе-Мокрино во должина од 4 км. Ќе се асфалтираат улици во самото населено место и континуирано ќе биде одржувано уличното осветлување. Со изградба на повеќе полски патчиња во населените места во општина Ново Село, значително ќе се олесни пристапот на земјоделците до обработливите површини. Општината ќе обезбеди такви во ова населено место и ќе се добие проводност до обработливите површини, со што производството ќе биде доста поефикасно.